имаме барање за зголемување на прашалците. Ова барање треба да помени со овој ребаланс на бюджетот и тоа во категорија 42 стоки и услуги поделена на две ставки 425 договорни услуги и 426 други тековни расходи. Карактеристично е тоа што по дополнителните трошоци за Питфест се ставени во подставките 425-990 други договорни услуги, каде се бара зголемување за 1 милион и 100.000 денари или за скоро 18.000 евра, а во подставката 426-990 други оперативни разходи се бара зголемување за 3 милиони и 300.000 денари или 53.600 евра. 53.600 евра. Во двата случаи, карактеристично е тоа што тие се анекси на договорите подпишани за Питфест. Повторно, значи тоа се анекси на договорите веќе склучени и подпишани за Питфест, ставени, да не речам скриени, поставките договорни услуги и други тековни расходи. Овие анекси на договорите за Питфест, Општина Битола и граѓаните на Општина Битола ќе ја чинат и помалку и повеќе 4 милиони 400.000 денари или 71.500 евра. Почитувани советници од власта, тоа е, што вика колешката Сонја Карапачовска, да ги гледаме бројките. Бројките тоа го зборуваат. Дали и вие ги гледате овие бројки или имате само наредба да кренете рака за нивно исполнување, тоа е вистинското прашање. Уште сме на програмата А0 Совет на Општина Битола. Во категоријата 48 капитални расходи во подставката 482-130 реконструкција на улици, патишта и автопати, повторно по основ на анекс на договори, имаме барање за зголемување на бюджетот од фантастични 6 милиони 600.000 денари или над 107.000 евра. Колега Николче, ако прошетавте низ градот, ќе видите дека се направи само една улица. Тоа е Долнечик, во вкупна должина од неверојатни, за ТФМ не зборувам, 350 метри, и таа истата улица, Долнечик, со должина од 350 метри, ја правевте ни малку ни повеќе 6 месеци. Сега за волја на вистината, тоа е за една година побрзо, отколку што го изградевте кружниот тек кај ве. Тоа мора да ви се призна. Ова подставка, за кој што сега зборувам, за кој што барате зголемување од 107.000 евра, врз основа на анекси на договори, првично беше проценета на 58.400.000 денари, или скоро 950.000 евра. За сега, со бараниот ребаланс на бюджет, да вреди неверојатни 65 милиони денари или над милион евра. И сега, колеги, дали не може некој да ми објасни каде во Битола се потрошени 1 милион евра за реконструкција на улици. И тоа се изминативе 9 месеци. Ги гледам бројките, шетам низ градот, ама едното со другото не можем да го поводим. 1 милион евра за реконструкција улици во Битола за 9 месеци, а улиците ни се како макадан, а не како асфалтирани улици. На некои од улиците има дупки од половина метар. Не претерувам, половина метар. Не 10 или 15 сантиметри. Половина метар. Со алпинистичка опрема да се влези да се излезе преводот. Последната таква беше на раскрстицата на Пожаревачка и Новосадска, од Устичка насипа. Имам фотографии од таа
И сега го колега Милче, тия фотографии, които ги обява на Фейсбук, ќе ве тагнам, за да видите защо станува разговор. Исто, во оваа програма А0 со овој ребаланс на буџетот во категоријата 48 капитални разходи во подставка 485.640 акции друг капитал соделуваат 1.542.000 денари и 25.000 евра за пререгистрација на ракометниот клуб Пелиста. Се сеќавате истиот тој ракометен клуб Пелиста, за кој што вие велевте дека имате писмо на намери кои што некои фирми кои имаат доставено така некако беше до Советот на општината, имавме предвидено 0 денари. Бидејќи бевте толку многу сигурни дека тоа писмо на намери е сериозно писмо на намери. И сега парате ребаланс на буџет 25.000 евра за пререгистрација на ракометен намери. Само оваа програма, зборувам за програмата А0. Тоа е Совет на општина Битола. И ќе напоменам, тоа е само што ние како советници од едноставно читање на буџетот можеме да го видиме, тоест отварањето за ребалансот може да се види, е дека само врз основа на анекс, ако не ми случи доволно, ќе повторам уште еднаш, врз основа на анекси на договори кои што се подпишани, парате зголемување за неверојатни 11 милиони денари или скоро 180.000 евра. Само во една програма, врз основа на анекси на договори, со овој ребаланс на буџет треба да одобрите 180.000 евра. На крајот од оваа седмица, за тоа ќе кревате раките. Секој е честит. Одиме со наредната програма Е0 Општинска администрација. Оваа програма, кога ја разгледувавме на комисија, имаше од моја страна најмногу прашалници. Голем дел беа опфатени, моите колеги, голем дел ќе бидат опфатени. Но јас сакам да се задржам или да потенцирам еден значаен дел кој покажува работата на државната администрација и како таа ја кучи работата на сите други гранки во општеството. Станува збор за спорниот закон за јавни набавки, за кој како опозиција и како бизнес сектор оправдано се дебатираше и се изнесе незадоволство. Се изнесе незадоволството посебно ради манипулациите со истиот, кои што во претходната програма А0 може да се видат во барањето, склучувањето и од ваша страна дозволувањето на анекси на веќе подпишани договори за јавни набавки. Имено, во ставката 425 договорни услуги, во подставката 425.970 консултантски услуги, со овој ребаланс на буџетот се предвидува првичната сума од 30.000 денари да оди на 450.000 денари. Тоа е зголемување за 15 пати. Овие скоро половина милион денари одат на конто консултантски услуги. Така, колешке Карапашевска зборуваат бројките. Дека 500 евра на 7300 евра од буџетот ќе одат на непотребни консултантски услуги, кои воопшто не допринесуваат за развој на општина Битола. Одиме на следната програма ЕФД, уредување на простор во рурални подрачја. Сега колегата Михајловски го нема тука, ама колегата Милошевски е тука. Заводите ремонт, нека не е кој се размислите, се наваѓа. Се дискутира таму и е тука присутен, точно и тука. Но секогаш кога господинот Талески, ќе го наречем општен началник, тие двата реагираат. Кога Талески ќе го наречем општен началник, тоа го правам за да го потенцирам за наменувањето на руралните средини и подрачја од страна на општина Битола, од Талески и од неговата администрација.
но кој ќе тргне резиме, дека после 10,5 години владење, Битола е едно големо рурално подрачје, тука не е трябвало да ви сметам многу, затоа што Палевски го нарекува општо начин. Затоа што терминот град веќе сите го ставаме на наводници. Ова е само како увод по програмата за уредување на простор во рурално подрачје. Сега, кога ќе одите во руралните подрачја општина Битола, ќе одите, треба да се сработите тоа што треба да се сработите на терен, би било убаво да им кажете дека во предвидените 5 милиони денари или околу 80.000 евра барате со овај ребаланс на буџет за кој што вие денес на крајот ќе кренете рака, барате намалување за 10 пати или средствата за уредување на простор во рурални подрачја треба да изнесуваат 500.000 денари или 8.100 евра. Како компарација за вас, а и за јавноста, оградата на мостот кај Безистенот, која имено ја нема во ниту една програма изгласана од Советот на општина Битола, тежи над 40.000 евра, со сите други елементи околу 50.000 евра, а за уредување на простор во рурални подрачја по заграда капитални трошоци одвојувате или планирате само 8.100 евра. Да ве подсетам, очигледно имате заборавено, општина Битола ја сочинуваат 65 села, 65 рурални подрачја. Колешки Карапашевска математиката вели дека 8.100 го поделиме со 65, значи имаме на располагање по 125 евра за рурално подрачје. Сега би ве замолил слободно да излезете во овие рурални подрачји и да им кажете дека гласавте за ребаланс на буџет кој што предвидува 125 евра трошок за уредување на простор во рурално подрачје или како што вие го викате капитален трошок од 125 евра. И тоа слободно вистата таа година за која што на почетокот вие велевте дека ќе имаме најголемиот буџет од 25 милиони евра со кредитот кој што нема да го добиеме оваа година 27,5 милиони евра, а замислете вие одвојувате 125 евра за 65 рурални подрачја. И потоа не сакам да слудите кој ќе го викам Талевски општиноначелник. Програма за поддршка на локалниот економски развој. По оваа програма со овој ребаланс се предвидува раст за точно ни помалку ни повеќе 665.603 денари. Или некаде околу 11.000 евра. Се овие 603 денари се тие кои што да клават јаготката на шлагот во оваа програма. Оваа програма со ребалансот треба да тежи 25 милиони 487.538 денар или 414.000 евра. Програма за поддршка на локален економски развој во општина Битола тежи над 400.000 евра. Бобо кажи. Програма за поддршка на локален економски развој. Ова е 10-та програма која што вие како мнозинство ја носите. Од прилика сумите се тие. Значи би требало за изминатите 10 години, во кои што потрошихте 250 милиони евра пари, да има да се акумулираат за тие 10 години фантастични 4 милиони евра вложени во развој. И нормално е за оваа сума на пари да има некакви позитивни резултати. Ова едицијата топ 200 најголеми успешни компании во Република Македонија на неделникот Капитал. 7 година излегува ова едиција и нормално е како општина да видиме каде се наоѓаат нашите фирми
во општина Битола во споредба со фирмите од Република Македонија. Ако ја отворите оваа програма, зашто мислам дека нема отворено, затоа јас ја отворам. Внатре, во дел од најголеми компании во Македонија, има само Тогаш, знаете дека не зборувам на памет, во дел од 200 најголеми компании во Македонија, можете да се уверите дека има 9 компании кои што се подпитуваат. 9 од 200. Најголеми компании во Македонија. Во првите 70, која е првата страна, имаме 3 компании подпитува, а Гаванац има 5. Ова е стратешкиот план, кој што ние како Совет го донесовме во декември 2013 година. Стратешки план за локален економски и социјален Совет на општина Битола, со кој што ние требаше да дајме наш придонес за локалниот економски развој. Во него стои за битолската економија од посебно горено значење се следните деловни субјекти. За кафелагонија, фабрика за квасец и алкохол, пелистерка, лекара, за ребалансот зборувам, да. Фабрика за шекер, Симпекс, Шика, Цермат, да, затоа зборувам. Сокота, Металец, Енигма, Киродандаро, Икена, за ребалансот зборувам. Па не е ребалансот ова, не ме дадете да ви ако читам било која ставка од ова кој што не ми одговара, ќе зборуваме за ребалансот. За да видите дека зборувам за ребалансот и дека зборувам по програмата ГЕИД за поддршка на локалниот економски развој, ќе ве замолам во наредните 2 минути да ме оставите да завршам по оваа програма и тогаш ќе се уверите дека зборувам за програмата. Но предпоставувам дека знаете кон каде водам оваа дискусија, тоа нема да се допадне, затоа ме прекинувате. Сега одлучете се дали ќе ме оставите да зборувам 2 минути. Се задржувам и точно зборувам по програмата за поддршка на локален економски развој, во која што ние како општина Битола имаме одвоено над 400.000 евра оваа година и мислам дека треба, кога барате ребаланс, кога барате зголемување од над 11, скоро 11.000 евра, да оставите барем 2 минути да зборувам по таа програма. Во ова стратешки план стојат уште и фирмите од текстилната индустрија, Родом, Сад, Вода, Срехти, Солпром, Мобил, Каревски и така натаму. И во него стои дека битолската економија игра значајна улога во економијата на Република Македонија. Прашањето е која е економија во Битола, која е економија во Република Македонија. Фабриката за шекер 4 ноември Битола е под стечај. Вашиот заменик министер во пролетта спомнуваше дека ќе се сади репа и дека шекерана ќе работи. Денес шекерана е под стечај. Општиноначалникот и општинската администрација, кои што денес требаше да бидат тука и да зборуваме за ребалансот на буџетот, не ги примија овие работи. Значи, за каква програма и за каква поддршка на локален економски развој ние зборуваме, кога работените во една од најстарите фабрики во градот не се примаат на разговор. А овие се бараше само да се ги слушаат и по можност да се упатат кон величествениот премиер во поминување господин Бугарски. Првата печатница во екс-Југославија, Микена, која што е спомната во оваа програма, повеќе не постои. Општина Битола не почувствува врска да праша што се случува со оваа печатница. Енигма која што имаме запишано, има или имаше сериозни проблеми во работењето. Пивара Битола, значи отварање ми присуствуваше
градоначалникот не најде згодно, не најде време, не му изгледаше интересна таа индустрија. Денес има сериозни проблеми. Страна 46 само Еве за каква индустрија станува збор. Индустрија за пијаловци, пивара Скопје, Прилепска пиварница, винарска визба Титвеш, заедно во една година приходи над 97 милиони евра. И плюс тие представуваат бренд за општините во кои што работат. Ние сето тоа не најдовме згодно да го почестиме со присуство на општинската администрација, која што годишно троши 400.000 евра за поддршка на локален и економски развој. Трикотажа Перистер, фирма која што над 90 години работеше, денес е под стечај. А во меѓувреме, како што спомна еден од нашите колеги, колегата Труевски, од градот трајно си селени на 30.000 граѓани, пазар на недвижности скоро да не постои, инвестициите се на минимум, сите се борат за преžивување, чекајќи го први до први. А при тоа, ќе резимирам, вие како власт сте потрошиле над 4 милиони евра за локален економски раст и денеска барате плюс 10.000 евра по оваа точка. А тоа не може да се третира како лицемерие, не знам што друго е. Програма Г2. Поттикнување на развојот на туризмот. До оваа програма стои сума од 300.000 денари или 4.800 евра. Ако разговарате со нашите гостители на широк сокак, ќе информираат дека туристите не пијат ни кафе. Не имат ноќевања, само брзо разлетување и назад во автобусите. Ако ги гледаме бројките, како што вика колешката Пашовска, ќе видиме дека од планираните 2,5 милиони денари од туристичка такса, како што требаше да се влеат во буџетот, општина Битола до сега инкасирала само 1.200.000 денари. Е сега да ме подсетам. Станува збор за истата општина, општина Битола, во кој што градоначалникот Лукано беше прогласен и неговата општина беше прогласена за најавангардна туристичка дестинација во Европа, а Битола стана добитник и на признанието туризам од БАН. И ден денес немаме одговор од Талевски, дали си ги купи овие награди, колку ја кошта е тоа општина Битола. Отиако ова беа вистински награди, реални награди, ние денеска требаше да имаме наплив на туристи по сите основи. Програма Ј3. Јавно осветлување. Ова програма, со ребалансот на буџетот, администрацијата на Талевски бара дополнителни 20 милиони 780.000 денари или дополнителни 338.000 евра. Така, сега, со дополнително обезбедените средства, оваа програма треба да тежи 83 милиони 569.000 денари или скоро 1.360.000 евра. Билам неверојатни, затоа што скоро 1/3 од градот не е осветен, а да не зборуваме за руралните подрачја. Истите оние рурални подрачја за кои што вие одвојувате 125 евра. За интересот на советниците од власта зборува и фактот што барањата за јавно осветлување, доставени во Комисијата за јавни комунални работи,
од страна на општина Битола, по текот на 2013 година беа разгледани на оваа комисија на 16 септември 2015 година. Цели 2 години понивното доставување. Уште поинтересен податок за јавноста секако е тоа што председател на оваа комисија е секретарот на Општинскиот комитет на ДПМН е советникот Игор Качиевски. Да не се лажеме, тоа е само дел од грижата на ДПМН кон граѓаните. Ова се докажува и преку бројки, и преку ситуација на терен. Програма ѓа изградба на јавно осветување. Овде станува збор за јавното осветување во овој парам. Истиот оној град во град, колку што се гради, па цените ќе добијат вредност, многократно зголемена од првичната инвестирана вредност. Така. Следејќи бројките, како што вика колешката Карафашовска, кристално јасно станува динамиката на изградба на овој дел од градот. Порано најавен како место за инвестициски и градежен пункт. И сега, исто така, до израз доаѓа вашата неискреност, несериозност и би рекол лицемерие спрема потенцијалните инвеститори и спрема граѓаните на општина Битола, кои што планираат да инвестираат во тој дел или да купат стан во тој дел. Еви преку бројки. Планираните 5 милиони 459.000 денари или скоро 90.000 евра се намалуваат за 11 пати. 11 пати. Па сега, во овој ребаланс, треба да изнесува 500.000. Од 5 милиони 500.000 на 500.000. Или 8.000 евра. Од 90.000 на 8.000. Остатокот се планирал да се заврши в година. Пред така неизвестена комисија. И се така се нема време за градење, се нема пари, а тука е колега Дашатевски кој вели дека зголемувањето на ПНД шестичките во Битола се толчи на градежниот бум кој што го има Битола посебно во зимските месеци. Некако не ми се врзват работите, ама се потрудиме да направиме нешто. Програма ѓа изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Овде се интересни 2 подпрограми, подпрограма ЈДО и подпрограмата ЈДЗ. Подпрограмата ЈДО изградба и реконструкција на локални патишта и улици. Ова подпрограма со ребалансот на буџетот треба да допие дополнителни 2 милиони денари или 32.500 евра. Интересно е што ова сума на пари се должи за да се покрие дупката која што е направена со зимската служба. И сега станува малце поинтересно, затоа што ова сума не е конечната. Дупката во зимската служба била 4 милиони денари или нешто над 64.000 евра, 65.000 евра. И тоа е направено во изминатава зима. Да не бе го Битола, ќе ми беше малце нејасно, ќе рече окей, може средства да се потрошени таму од себе што треба да бидат потрошени. Ама истата ова зима ние сме сведоци на тоа дека имавме крајно лоши улици, крајно лоши изчистени патишта и сега на сметка на сето тоа се барат дополнителни 4 милиони денари потрошени за нивно чистење. Да не спомнувам тука колку пресор имаше опозицијата на таа тема, колку реакции имаше на граѓаните на таа тема